Дополнителна поддршка ќе добијат оризопроизводителите од државата за предадениот ориз во првите 3 месеци од оваа година. На последната седница, владата одлучила со дополнителни 3 денари да го помогне откупот на јаболка и на ориз. Според министерот за земеделство Љупчо Николовски, со овие средства ќе им се излезе во пресет на земеделците за да ги надменат проблемите при откупот. Донесените мерки треба да помогнат во надминување на проблемите со откуп на јаболка и ориз, односно дополнителни 3 денари за предадени количини од јануари до крајот на март. Според Николовски, на седницата поминале и измените во програмата за директни плаќања, со што се испраќа порака за договорно производство на сончоглед. Субвенциите во иднина ќе се врзуваат со условот и доказот дека производството е предадено во домашни преработувачки капацитети. Екоактивистите од граѓанската иницијатива за чист воздух во Кочани продолжуваат со собирањето потписи за петицијата против загадувањето од компанијата Paper Mill. По протестот што минатата недела го организираа пред Државниот инспекторат за животна средина во Скопје, активностите ги продолжуваат во Кочани. При тоа на различни локации во градот има мобилен пункт на кој граѓаните можат да го стават својот потпис, со што ќе дадат поддршка на барањата што ги изготви граѓанската иницијатива. Потписите против загадувањето од Paper Mill на ниво на градо и нашата граѓанска иницијатива која е уклучена во овој граѓански актив тече успешно и се захвалуваме на сите наши граѓани кои учествуваат со потпис за да го решиме овој горчив проблем на загадување на нашиот град. Заслужува овој град да биде чист, да има чист воздух и да знаеме генерациите наши кои идат понатаму дека треба да живеат во чист воздух. Уште еднаш апелирам, голема одговорност е на градот и на граѓаните за да го решиме овој наш горчлив, институционално да го решиме овој проблем. Димовски додаде дека во најголем дел граѓаните се запознати со еколошкиот проблем и со загадувањето на воздухот, но и на почвата и водата. Поради тоа без проблеми се одлучуваат да дадат поддршка и да се потпишат на иницијативата. Имаме некаде соберено преку 5000 потписи, може би уште еден мал број, али не застануваме се до еден момент, не го испуниме оној дел кој ќе биде кредибилен за да може да водиме постапката како што треба. Се захвалуваме на сите и на моите соборци кои се активни во овој процес. И тоа грчивито се бориме за да го решиме тој проблем. По собирањето на потписите од нешто повеќе од 6000 граѓани, граѓанската иницијатива за чист воздух во Кочани, заедно со своите барања, нив ќе ги достави до меѓународните дипломатски представници во државата, за и тие да помогнат во институционалното решавање на проблемот. Во меѓувреме се очекува и правната разврска по поднесената кривична пријава против компанијата Paper Mill. Случајот со изградбата на делницата од планинскиот пат од местноста Крушка кон училиштето во село Полаки се уште е актуелен и се очекува негова дополнителна судска разврска. Причина за актуелноста меѓу другото се и обвинувањата дека буџетот на локалната самоуправа на Кочани е оштетен затоа што се градело неквалитетно, а по тужбата од фирмата изведувач и по судските пресуди во негова корист што ги донеле основниот суд во Кочани и апелацискиот во Штип, сега општината ќе мора да ја плаќа договорената сума иако патот не е довршен според договорениот квалитет. Се работи за комплетирање на втора фаза од патот во должина од 940 метри, а за што општина Кочани кон крајот на септември 2019 година склучила договор вреден 6 милиони и 100.000 денари во нето износ со фирмата КОП Инженеринг од Скопје, која била избрана како најповолен понудувач на тендерската постапка. По завршувањето на дел од почетните градежни работи како подготовка за наредните фази, на изведувачот му биле исплатени околу 2 милиона денари. Во меѓувреме, поради неповолните временски услови, изградбата се пролонгирала, за што биле подпишани измени за склучениот договор, а на изведувачот му бил даден дополнителен рок. По продолжувањето на изградбата констатирани се сериозни неправилности, пошто фирмата Концепт ЕУ од Кочани, избрана да го врши надзорот, побарала работите да запрат и да се поправат грешките.
Токму за овој случај бурни дискусии имаше на 11-та седница на Советот на општина Кочани, со барање стручните служби да објаснат како дошло до ваквата правна разврска, што може да биде на штета на општинскиот буџет. Имаше вештачење од наша страна, од нивна страна, го изгубивме судскиот процес тука, потоа се отиде на второстепена и таму се изгуби судскиот процес. Значи не застапуваше адвокат таму. Сега зошто е изгубено, тоа прашајте ги судиите. Да видиме кој е тој судија со име и презиме кој што пресудува во корист на фирмата Коп Инженеринг, а на штета на граѓаните на општина Кочани, да видиме врз која основа ние како Кочани треба да одвоиме 4 милиона денари за да платиме штети и зошто се доведуваме во таква позиција. Исто кои се тие суди на втора степен суд. Барав од вас конкретно да го образложите случајот. Судскиот систем во Република Македонија не е функционален. Нема трето. Како и да е, еве, ги замолувам службите убаво да образложат, да објаснат на вистина 4 милиони денари зошто треба да ги фрнеме во бунар. На седницата на Советот беше побарано да се направи ревизија на целиот случај, односно да се поднесе приговор до Врховниот суд поради претходно донесените судски одлуки. Истражувајќи ги причините за изгубениот судски спор, телевизија Канал 8 побара правно толкување и од адвокатската канцеларија која ја застапувала општина Кочани пред двата суда, при што адвокатката Марина Глигорова со краток писмен допис потврди дека случајот се уште не е завршен. Во врска со бараната информација за судскиот предмет за патот Крушка Полаки, ве известувам дека општина Кочани ќе изврши ревизија против второстепената пресуда, согласно член 375 од Законот за парнична постапка. Од фирмата Концепт ЕУ, која била надзор на изградбата на патот, рекоа дека целиот случај е чист од технички аспект, односно направено е се според законските прописи да се заштити интересот на општината како инвеститор. Нашата фирма како надзорен орган на овој објект, значи при контролата на изведената позиција, тампонирање на делницата од патот, утврди заедно со представник од општината дека тампонскиот материјал кој што требаше да биде вграден со дебелина од 30 см не беше вграден со таа дебелина, него беше со минимална дебелина од 8 до 13 см, што беше утврдено со пробни искупи на тампонскиот материјал, потврдено со фотографии, а потоа во понатамошниот процес потврдено и со испитување од страна на акредитирани лаборатории кои што утврдија истата дебелина на тампонскиот материјал. Значи со прости зборови, изведувачот беше фатен, како не изведува таа позиција, да наречам како крадец кој што е фатен како краде. Меѓутоа тоа беше пријавено и со допис и до општината официјално дека тампонскиот материјал не е изведен согласно проектната документација, што е и наша должност. Ние не смееме да дозволиме како надзорен орган да се работат позиции надвор од договорените позиции во предмер пресметката и во проектот. Така да беше забрането на изведувачот да продолжи со понатамошните работи. Тоа беше евидентирано и во градежниот дневник, што е согласно законските обврски како надзорен орган, и градежниот дневник е градежна документација која што е извршна за изведувачот. Значи тој мора да постапи според нашата забелешка дека не смее да продолжи со понатамошните работи додека не ги отстрани од наша страна воочените недостатоци. Неправилност во извршените задачи констатирале и службите за интерен надзор во локалната самоуправа на Кочани, но и покрај укажувањата, изведувачот пристапил кон асфалтирање. При тоа барал да му се плати за извршените работи, иако тие не биле според договореното, па правел и притисоци. За земените работи си платено му е, меѓутоа за останатите работи од тампоно, бидејќи не е примено од надзорниот орган, не е подпишана градежна книга, не е подпишана ситуацијата и не може општината да плати. На база на што ќе плати? Мора да има доказен материјал, нешто дека што законски што е за да се плати. И проблеми се јавија многу. Имаше и закани и притисоци од страна на изведувачот, телефонски и пораки добивав и тоа. Значи, не знам, некоректен како изведувач,
не си ја заврши работата онака како што беше предвидено со договорот и со проектната документација. И друго, тука не можеме ние ништо, треба судо, а судо што донел нели одлука позитивно во негова корист, не знам на која база, не кореспондира таа одлука со ништо у документација што е представена пред судо. Значи нема подпишано градежна книга, нема подпишано ситуација. И како судо тоа го, не знам, треба да се испита пак и по мене треба да се направи вештачење пак на лице место, пак да се врши бушење, сечење на треба на асфалтот, да си тампоно да се види стварно која дебелина е, и за да биде тоа сигурно веќе дека е направено во ред, а ние грешиме. Со донесената судска одлука од Основниот суд во Кочани, што потоа е потврдена и од апелацискиот во Штип, се доаѓа до заклучок дека е направена груба повреда на процедурата, односно не се земени предвид на одите на стручните служби. Чудна позиција, ситуација во која што некој донесува одлука или пресуда да се плати она што и не е буквално извршено. За да напомена е да се каже дека не е извршено ниту подпишување на градежната документација, односно градежните книги, кои што се основ за изработка на ситуација и побарување на наплата, значи не е признаена ни ситуацијата, а не е извршен ниту технички прием и преглед на објектот, кој што е согласно законската регулатива процедура која што мора да се спроведе и да се изврши записник за примопредавање помеѓу изведувачот и помеѓу инвеститорот. Значи сите овие работи судот не ги зема во предвид и донесува пресуда дека треба да му се плати на изведувачот и она што и не е извршено. Меѓутоа не сакам да коментирам судски одлуки бидејќи тие се посебна власт, зборуваме за она што сега се бара и се наоѓа кривица за некој дека не се е извршил својата работа. Значи, можеме да кажеме дека сите работи кои што се предвидени согласно Законот за градба се спроведени од наша страна и од страна на општината. И покрај веродостојната документација и реалната состојба на терен, донесени се судски одлуки што, иако не можат да се коментираат, сепак се на штета на пошироката заедница и на јавниот интерес. Дали по жалбата Врховниот суд ќе ги земе предвид сите укажувања и ќе донесе поинаква одлука, ќе треба да се види во наредниот период. Повеќе граѓани во Кочани кои се во пензија деновиве добиле телефонски повици во кои им е понудена помош за да обезбедат надоместок за неплатен работен стаж додека се уште работеле. При тоа, лицето кое ја нудело услугата тврдело дека може да обезбеди надоместок за пензиско осигурување за годините што недостасуваат во стажот и тоа да биде исплатен веднаш наместо на месечни рати во текот на неколку години. За да може да се реализира целата постапка, од граѓаните пензионери било побарано да достават лични информации за тековните сметки во банките, пин кодовите од картичките и други податоци што се сметаат за лични и од доверлив карактер. За да биде поубедлива приказната дека помошта за исплата на надоместокот може да се реализира, лицето кое ја нудело услугата преку телефон веќе располагало со точни податоци за тоа каде пензионерот претходно бил вработен, колку години од работниот стаж му се неплатени и слични информации. Необично е од каде протекуваат таквите информации, кога се знае дека тие се заштитени според законските прописи за заштита на личните податоци. Токму тоа ја прави целата ситуација сомнителна, а дополнително и понудувачот во телефонското јавување тврдел дека се работи за заобиколување на законот, но тоа бил единствениот начин да се најде решение за исплата на стажот што недостасува. Од деловните банки во државата повеќе пати досега упатија апели до граѓаните, особено повозрасните, да не наседнуваат на вакви провокации, односно дека се детектирани обиди за злоупотреба на податоците и сметките на физичките лица. Поради тоа се апелира никогаш со непознати лица граѓаните да не споделуваат активацијски кодови за електронско и мобилно банкарство, кодови за интернет плаќања како и пин кодовите од платежните картички. Доколку граѓаните се посомневаат во злоупотреба на нивните податоци околу трансакцијските сметки, потребно е веднаш да ги известат деловните банки. Македонската федерација во борење во соработка со боречките федерации на Хрватска и Србија
ќе реализира двегодишен проект под називот Боречка академија за позитивни вредности, кој ќе биде наменет за обука на млади надежни борачи и тренери. Станува збор за прва меѓународна соработка од ваков тип на нашата федерација, а проектот вреден 60.000 евра е регионален и финансиски покриен од фондовите на Европската Унија преку Erasmus Plus програмата за спорт. Првата работна средба за проектот се одржа во хрватскиот град Пореч, на која председателот на Македонската федерација Дејан Богданов заедно со своите колеги Владимир Бреговиќ од Хрватска и Желјко Трајковиќ од Србија се запознаа со активностите што ќе следуваат и динамиката за нивна реализација. Во проектот ќе се вклучат и боречкиот клуб Загреб, како и боречкиот сојуз на Загребската жупанија, при што ќе бидат опфатени по 20 млади надежни спортисти и по 10 тренери од секоја од државите учеснички. Меѓународни боречки експерти ќе ги обучуваат младите за теми како што се антидопинг, здрава исхрана, заштита од повреди и ферплей. Домакин на првата обука што ќе се реализира во септември годинава ќе биде Српскиот боречки сојуз, а во февруари идната година учесниците во проектот ќе престојуваат во нашата земја. Завршната обука е закажана за мај 2023 година во Хрватска.